Министре, многу важно, генерално по маркетите, знаеме дека добар дел од трговците го кријат овошјето и зеленчукот. Еве вчера околу 300 тони граф беа пронајдени во еден од магазините. Што прави инспекцијата, што прави Министерството, бидејќи сепак граѓаните не треба да се соочуваат со ваков проблем? Добар дел од трговците да ги кријат производите откако се намалува или се зголемува цена. Значи вака, никој не може да ги крие производите и веќе значи пазарниот инспекторат утврдил такви работи пред неколку дена. Денеска сите ќе бидат на пазар ставени како производи. Во врска со темата, дали ќе сноси некој одговорност за фалсификување на овие фактури на трговците и увозниците и дали е пронајдена колку процентуално е штетен буџетот на државата со овие фиктивни фактури? Согласно моите информации, Царинската управа веќе ги доставила информациите, нивните фактури, документацијата што е приложена во нашата Царинска управа до соседните држави, вклучувајќи го тука главном Турција и Грција, заради тоа што поголемиот увоз се прави од тие држави. Ако во случај ги добиеме навремено сите одговори од нивна страна, тогаш ќе излеземе и со проекции колку би можел да биде оштетен значи буџетот на државата. Јас една работа можам да гарантирам и пред јавноста, и пред сите граѓани, и пред вас медиумите, дека ова работа ќе оди до крај и таква е задолжението за сите институции вклучувајќи и Царинската управа. И ова не значи дека треба да се направи контроли само во делот на увозниците или пак на трговците на мало. Треба да се направи контроли во целиот ланец како влегуваат тие производи и начинот како се внесени во нашата држава, вклучувајќи и институции кои ги прават тие проверки, па зошто да не и вработени. А кој е вашето објаснување зошто нема, например, сега по маркетите да влезете, нема ни краставици, ниту домат? На што се должи тоа? Зошто нема во маркетите? Заради тоа што се случува истото што се случуваше и со производителите на леб, но веќе има нова одлука од крајот на претходната недела која од денеска се применува. Значи како одлука во делот на задолжението што го има сите трговци да 70% од нивните производи мора да ги пласираат во пазар, што значи дека од утре нема да има таква ситуација заради тоа што ќе биде земена нивната роба ако ја чуваат како залија и ќе добијат соодветни казни согласно Законот за трговија и заштита на потрошувачите. Денеска се усвои на владина седница или вечерва или утре најкасно ќе се објави на службен весник и во моментот согласно нашите законски одредби кога се објавува веднаш стапува во сила. До крајот на месецов ќе може да се конзумира ориз и јајца со одлука на влада по замрзнати цени. Исто тоа важи и за овошјето и зеленчукот тие 11 видови, меѓутоа реално ако излеземе сега заедно, вие како министер ми проновирали на пазар, на зелените пазари, па и дел по маркетите, ова не може, дел од производите не можеме да ги најдеме. Всушност и самите увозници, трговци велат дека какви да се одлуките, ние сепак ќе најдеме на повисоки цени како граѓани, кај доматите, кај крставиците, кај пиперките. Јас имав состанок со најголемите увозници, десетина увозници, посебно на овошје и зеленчук, со присуство на Стопанската комора. Јас сум убеден дека ќе ја почитуваат ова одлука и наредните одлуки во случај ако нема почитување на ваквите одлуки, вие знаете што следи согласно законот.